Почитувани граѓани, еве поразителната вистина за здравствениот систем. Македонија е меѓу првите две земји во Европа по лоши резултати во здравството, со смртни последици по здравјето на граѓаните. Поради ова се потребни итни мерки во здравствениот систем за заштита на нивното здравје. Тоа што го крие и зашто лаже криминалната власт во заминување, го соопшти Европскиот здравствен потрошувачки индекс. Истражувањето за 2016 година покажува дека Македонија е на 34-тото место по лоши здравствени резултати од вкупно 35 европски земји. Ќе ги погледнете и поединечните табели што ја потврдуваат загрижувачката реалност. Македонија е прва во Европа по тоа што не може да се справи со смртност од мозочни удари. Сите земји во регионот се подобри од Македонија по овој параметар за намалување на смртноста од мозочни удари. Македонија е втора во Европа по смртност на доенчиња. Македонија е трета во Европа по најлоша стапка на преживување на болните од рак. Македонија е меѓу земјите со најголем процент на граѓани кои страдаат од депресија. Ова покажува дека мој термин, времето на чекање, така наречените реформи се само фарса која што не функционира во реалност. Граѓаните знаат по колку време им треба за да дојдат до вистинскиот лекар што ќе им ја постави вистинската дијагноза. Знаат дека повеќе време минуваат низ болничките ходници отколку во ординација. Знаат дека не може да дојдат до соодветен здравствен третман затоа што или апаратите се расипани, или апарати нема, па се препраќаат од клиника на клиника, а со секој нов ден нивното здравје станува се полошо и полошо. Ова е резултат на лажните вести на Никола Тодоров дека прават вистински реформи во здравството. Вистината е дека најголемиот нивен успех се тендерите преку кои се збогатија поединци од власта, а граѓаните останаа осиромашени покрај со пари и за најдрагоценото – нивното здравје. Новата одговорна влада, за што гласаа граѓаните, ќе ги ревидира сите неуспешни проекти на оваа власт. Здравјето на секој граѓанин ќе биде наш врвен приоритет. За сите последици од лошите политики ќе има одговорност.